Поштувани гледачи, добро вечер. Добре дојдовте во уште едно издание на Јади Бурек на Сител 3. Вечерва имам особена чест и задоволство прв пат во мојата емисија да ја поздравам ценетата гостинка Јагнова Куновска. Добро вечер, господин. Добро вечер. Ви благодарам за поканата и мене ми е чест да се сретнам прв пат вака со вас во живо и да се слушнеме. Иначе јас ви реков кога се запознавме сега, вие не сте господин, вие сте маестро во својата професија и сега сите господин и господјо се викаме, дека да тоа вообичаено е, како тетко и чичко едно време, али маестро е, навистина е збор на место. Ви благодарам за комплиментот. Сакате да кажете дека суштината на зборот господин и господја која имаше малце еден возвишен тон, барем сте вие од онаа генерација која што памети малку еден повисок морал и етика, дека тој збор малку изгуби на значењето, премногу го користиме? Јас да ви кажам, не сакам ни тетко да ме викаат, односно бабо, например, или стрино, ама и господја некако не ми звучи, бар мене не ми прави голема чест, а се трудам, бидејќи не ги познаваш луѓето кога треба да им се обратиш со господине. Во колку му служи на чест тој што е, во колку се чувствува подобро тој збор. Мадам и мадмазел. Па сега тие се странски зборови, па така. Не и се. Сакам да кажам, мене ми одговара зборот. Мене звучењето ми значи дека Божи човек, од Господа. Па некако има духовна сфера. Тоа е, сите го заслужуваме тој назив. Господин, секој е. Да, и господја, секој е. Па, добро. Кој како се чувствува? Ја бе поканив, искрено да ви кажам, откако бидејќи го следам вашата активност, медиумска и пред се политичка активност која ја имате и со години сте присутна на политичката сцена, во одредени моменти пикувате, во одредени моменти се повлекувате, сето тоа е и нормален еден процес. Она што мене ме заинтересира, прво, се уште не е започната кампањата, но имав голема желба прво да ве запознам како човек, бидејќи помалку или повеќе ги знам другите луѓе кои се на политичкиот простор, но оставате еден поинаков печаток. Ке ми дозволите еден вовед. Вие сте многу речита жена и знам дека убаво се изразувате, тоа сум го слушнал многу пати, но имате еден стил кој кај нас го нема. Така да речем една old school школа која на говор и ораторство која ја наметнавте, а која за жал некако не се приклучи во ова време. Политичката борба се сведе на многу вулгарности и нема некое ниво, а вие знаевте да покажете со збор сериозни удари да зададете, а сето тоа да звучи како да тепате некого со свилена марама. Видите, јас сум по професија адвокат. Подолги години, неколку децении сум адвокат. Не значи тоа ако сум адвокат да можам да бидам вешта и во говорот, меѓутоа во однесувањето со луѓето, така, имам некој однос кој што е потребен да го имам. Јас, кога ќе проценам каков однос треба да имам према конкретната личност која што е визави мене, со која што имам разговор. Не мислам на вас како водител, туку ако се сретнам со човек кој што треба некој, како ние што ги викаме дуел да имаш, односно разговор со контрирање, се наоѓаш во една ситуација да иста цел имаш, идеш во трка за иста цел и сепак се спротиставуваш со збор, со факти, со сето тоа. Така да, може би и праксата на тоа ме научила да према потреба и така се однесувам. Во основ не сум лоша. Не, никој не е лош во основ, но нели политичката борба знае да звучи прилично остро и прилично жестоко, а вие напати имате неколку, можем да кажем, дури историски настапи. Еден од нив е овдека и во Сител, ако не се лажам, и така натаму, но не би се навраќал за тоа. Не, да. Би сакал да кажам
што е мојот повод. Искрено, мојот повод е, не ве повикав на некое големо и исцрпно интервју, едноставно сакав да ве запознам, а сигурно во текот на кампањата ќе имаме прилика каде што многу подетално ќе можеме да поразговараме. А тоа е вашата кандидатура, прифаќањето по предлогот на партијата ВМРО-ДПМН е да бидете кандидат за градоначалник на општина Карпаш. Така. Не сакам ништо да давам повеќе за вовет, но ме интересира вашите размислувања околу тоа. Јас ќе ги поставам и оние незгодни подпрашања кои произлегуваат од оваа кандидатура. Да ви кажам, тоа е голема чест за мене, што партијата, мојата партија ВМРО-ДПМН ме удостои. Но и голема обврска, бидејќи тоа е сериозна работа, јас така ја сваќам. И јас ќе се трудам да таа работа како што треба ја извршам од моја страна, мислам. Сета своја енергија ќе ја вложам и како личност да се покажам дека јас го заслужувам. Ја заслужувам таа чест дека јас може навистина, еве, и како жена, да речем, ако смета некому што кандидат има жена или смета дека една општина не може да води жена, да покажам дека ние сме битија, човечки. И исто вредни сме. Маж, жена, само треба човек да има волја и сето тоа да умее со една макотрпна работа да ја истера кандидатурата. Ако единствено, рековте дека ви представува чест. Да. Стефче Јакимовски, сегашниот актуелен градоначалник, прилично добро стои во сите аспекти во општината. Успеа да се позиционира прилично добро. И поставување на човек кој ќе му се спротистави се коментира на два различни начина. Едниот е дека е тоа изгубена битка и дека тој што ќе му се спротистави е жртвено јагне, а второто е дека е таму треба да се впушти најхрабриот борец и најспособниот кој може тоа да го направи. Видите, нормално е, он е 10 години таму, најмалку е. Нормално е да се добро устоличил и пуштил корења, што се вика, местото си го заштитил, секако рачунал и на овие избори што иде, само никој не е непобедив. Византиската империја 1000 години беше тврдина, стана и одеднаш се руши. Сакам да кажам ја, човекот се развива, еден момент и умира. Значи се има свој крај. Ако му дошол крајот сега, како градоначалник, му дошол. Ако не, ќе продолжи. Ако толку луѓето го сакаат, например, и не се определат за мене, ако се определат за него, јас можам само да му честитам. Но не е точно дека визави тој господин мора да се најди некоја личност што е страшно храбра и борбена. Тој е обичен човек. Треба обичен човек кој што има волја и способности да може кандидатурата да ја почне и да ја заврши. Јас мислам дека сум тој. А инаку посебна способност, посебна одлучност, храброст. Не знам што е сегашниот градоначалник толку храбар, толку одлучен, да мора некој за степен повеќе од него да биде. Тоа е фама се ствара. И за мене исто така дека Многу ношалантен став имате спрема ова. Многу ми изненадивте, искрено да ви кажам, браво. Па како поинаку? Како поинаку да ги гледам работите? Како он мене може да ме гледа? Како обичен човек може да ме гледа, кој што се нафатил да биде кандидат за градоначалник? Човек. И тој е човек и јас човек. Ние утре не ќе водиме некоја битка што се вика како луѓето чекат, на дуел ќе излезат, демек со зборови косите ќе си ги искубат, не. Ако сме ние на иста патека, шпринтери, тогаш ние со програмите ќе се покажиме со нашиот однос. Јас мислам така, поинаку не. А сега како ќе биде, ќе видиме кога ќе почне трката. Важно е да човек биде спремен на се, никого не подценувам, никого не преценувам, себе не се преценувам, но не се и подценувам. Убаво кажано, ми изненадивте, искрено да ви кажам, но ако подобро и размислам, друго и не можев да очекувам од господја Куновска. Па како поинаку? Да. Ми интересира градоначалник на општина
е прилично оперативна работа. И тешка, и одговорна. Поготово општина како што е Карпош, тоа е некаде околу 60.000 жители. Јас мислам, јас како го замислувам градоначалникот, јас сум добар работник, вреден. Јас да почнеме на улица од горе со метлата да ја метам, дур не ја завршам до долу, не застанувам. Браво. Таква сум јас. И мислам дека градоначалник на општина, кој ќе се рече, тој е прв чиновник. Тој е тој кој што треба да ги воочи проблемите, заедно со луѓето, со граѓаните, наспрам нив да застане, заедно со граѓаните, и да ги решат. Да ги решаваат, секогаш не може да се решат, бидејќи таман почнеш, како во семејството, дома или лично, таман почнеш еден проблем да го решаваш и мислиш готов е некој друг. Ти се појавил, може би потежок или полесен, така да тие проблемите се тековна работа. Значи, градоначалникот треба да е грижна мајка или татко. Тоа е едно семејство големо. Да знае каква категорија на луѓе има. Деца, млади, стари, во која материјална, социјална, па и културна, да речем ја, и духовна состојба се наоѓаат. Например, јас, кога требаше да прифатам кандидатура за градоначалник, јас на шега реков, не сакам тамо да одам. Зошто? Тамо, тоа е меѓу најубавите општини во Скопје, географски поставена, фатено водно, од горе до вамо кеот на реката Вардар, една питомија, една убавина, има простор за ширење општината, абе една црква нема, вика, а гледам на интернет, некаде 58-59% христијани се луѓето. Што беше тоа, реков јас? Вамо има албанци, сега не знам колку се на број, треба да се едно 4005, бидејќи гласачи се некаде околу 1200, можда и помалку се. Дење, ноќе исчукаја џамијата, ја направија, дива градба, ваква, таква, никој не се осудува. Ни пати би сакала да им се руши, мислам, кога ја изградиле. Овие православните, христијаните, над 50 години екзистира оваа населба, посебно така своји бои имаше после земјотресот некаде од 64-та, кога се изградија Тафталиџе 1, Тафталиџе 2, Козле, тука сите тие приградски населби, една црква луѓето не направија. Останаа на црквата што е Свети Никола, тука мислам Пантелејмон, тука одма подводно и толку. Замислите, јас црквата не ја сваќам како верски нешто чисто, фанатизам. Јас како духовен објект го ја чувствувам црквата. Па тоа и кога ќе поминам, али јас духовно се чувствувам дека убавина доживувам и џамија ако ќе видам, и црквата ако ќе ја видам, и католичка црква. Тоа е свето место за мене и место каде што човек духот си го обновува. Се бара себе. Често кога одиме во црква, да речеме, или кога одат луѓето, чувствуваат дека некоја испразнетост има во нив. Дека им треба некое да се поткренат, им треба духовно да се обноват. Тоа е местото. Каде што во тишина човек може, што се вели, како се вели така, во Библијата и воопште во светите книги, да се најдеш со Бога. А фактички се наоѓаш со сам себе. Затоа што Бог секој човек си го носи во себе. Или, како одат годините, така човекот си ги губи своите мили од семејството и од пријателите. Светите места, црквите, џамиите, се место каде што може да се сретне со духот на саканиот, милиот, од семејството или од пријателите. И јас, да ви кажам, тие места во таа смисла ги почитувам. И кога појдов по местните комитети уште во декември, прво што ми рекоа луѓето, ние немаме црква. А реков, вас да ве прашам, зошто немате? Тоа е ваша вина, реков јас. Сакаме црква, на друго место сакаме, така да ние сега во програмата имаме од топ проектите, имаме една убава црква, која што ќе биде некаде централно место во Карпош, малце поголемка, а на малите места, секаде каде што бараат луѓето, ќе им се овозможи да се изградат тие црковни објекти, затоа што црквите, џамиите, светите тие објекти
го заличуваат местото. Јас велам луѓе, ако направиме црква, да има голем двор, кога ќе излези зетот и невестата од венчавката надвор, зурлите и тапаните дочекаат како едно време, како беше и оро едно големо да се развие. Ако се сеќавате, мислам од што сме читале така порано, црквите биле места каде што се собирале луѓето. Неделе, мајка ми што ми кажувала, во село ќе работаат цела недела, неделен ден, сабајле рано ќе станат, ќе се дотераат, дечињата за рака и во црква. Децата на едно место играат, мисата додека е така, надвор муабет ќе прават и после идат по гости. Има ли поубаво од тоа? Но урбаното живење, дали сметате дека навистина, еве, сте биле по местните комитети, сте разговарале со граѓаните и првиот печаток што еве ни го пренесувате е дека тоа е првата работа, дека духовен објект им недостасува на жителите на општина Карпош. Жалосно е тоа, најмалку 50 години екзистира таа општина. Ја да ви кажам, еве ќе го употребам изборот и срамно е православно население живее тамо да нема духовен објект, да личе е духовниот објект. Тоа е огромна површина една, огромна општина. Најубав духовен објект треба да има. Појдите вие на кај аеродром колку цркви има така, еве по сите општини, појдите ќе видите. Овдека остана така. Зашто остана? Тоа секако е негрижа и на градоначалникот. Јас не верувам да луѓето, кога јас тргнав декември месец и еве 2 месеца како што одам во посета средби со луѓето, дека мене ме начекаја и да бараат тоа. Има многу работи кои што ги бараја и кои што ние се потрудивме да ги усвоиме, да ги усогласиме нивните барања со можностите. Но црква сигурно и порано барале, тоа е негрижа и на градоначалникот, што нема еден таков објект. Впрочем, па јас не гледам и некои објекти да има низ Карпош, па да речам фали и црква што нема. Кажете ми, како мислите да допрете до граѓаните? На страна, ќе имате програма, ќе имате кампања, ќе имате проекти и така натаму и така натаму. Ама гледам со страста со која говорите и кога спомнувате духовно, спомнувате зборови како семејство, сепак граѓаните колку и да се во една урбана средина која генерално се оттуѓуваат, луѓето веќе не се знаат така онака како порано. Може ли градоначалникот да биде некаков амалгам на една духовност да донесе кога веќе и црквата не допира веќе до луѓето во трката за екзистенција? Мислите ли дека можете да најдете некаков модус да допрете едноставно да не сакам да речам да ги шармирате луѓето, иако и тоа е потребно за еден градоначалник. Секако способноста, посветеноста ќе бидат и програмите најбитни. Но за ова ретко кој ќе ве прашува и ретко дали воопшто ќе имате прилика да говорите за ваков аспект. Ние почнавме за црквата, иначе треба за други работи да зборуваме, али така дојде лафот. Јас кога велам духовност, не разбирам по духовност само во црковна смисла во зборот. Јас и во овој однос наш, ако нема духовност, не вреди ништо разговорот наш. Нема тежина. Ме разбирате? Значи, духовноста за мене, јас зборувам за мене, е на прво место. Прво човекот треба да си ја постигне својата духовна равнотежа во семејството, а ако биде градоначалник на една општина, секако, ако нема една духовна продуховеност на целото население, кое што ги поврзува, тогаш има само разделби меѓу луѓето. Сега, кога е во ек, како што рековте, да луѓето се повеќе се оттуѓуваат од себе, што на жалост е така, вреди да се направи еден напор луѓето да се зближуваат. Како? На било кој начин. Како? Со тоа што, например, јас верувам ќе станам градоначалник, јас од агендата моја имам приватно ниедно место нема да остам во општината да не го посетувам на 3 месеци, например. Затоа што треба, општината е голема. Да речеме на мала, ако ги разделиш, или на дел еден, па на друг, на трет, тоа е огромна општина. Духовноста се постигнува со тоа што луѓето каде што живеат, влегуваш, гледаш, ги согледуваш нивните проблеми, ги схваќаш исто како своји
и се трудиш заедно со нив да најдеш решение. Тоа е духовно зближување. Тоа е единство едно. Не може поинаку никако да се рече, сем духовно едно единство. Господин Којновска, дозволете ми малку нешто да ви кажам, зашто сепак овој разговор е еден само вовед за запознавање. Ние ќе имаме уште едно гостување кога ќе почне кампањата со многу прецизни ваши проекти, но еве кога веќе говорите за ова, мене ми е неодоливо затоа што ретко имам можност соговорник да ги извадам овие теми. Знаете дека секоја вечер јас овде читам весници, така? Да. Знаете ли колку пати сум налетал трагедии. 88 годишен, 89 годишен човек кој бил, не знам, еве дури нешто слично е ова блиско до вистината, бил од македонскиот опера и балет, напознат на времето, починал во својот стан во Карпош, пронајден е после 15 дена, после страшна смрдеја, откако со гледал. Тоа е она која ве прашав за отуѓеноста и ова не може да влезе во кампања, но ова е човек или има сенс да ги разбере овие потреби на отуѓување, што може да, како да допре. Луѓето, трагедијата на денешното живење, луѓе оставени од своите деца, нема комуникација помеѓу соседите, максималната трка по профит и по екзистенција да се заборават. Ја мислам дека никој не живее подобро или полошо од што тоа било пред 50 години, па знам кој беше нивото на стандард, па луѓето си наоѓаа време некако да искомуницираат меѓу себе, да разменат некоја топлина. Видите, порано живеевме во помали места, помал број на луѓе и се познававме. Имаше можност. Денеска тоа е присутно, во влезот не се познаваш и ако живееш по 2-30 години. Дали времето донесе така, или дојдовме луѓето едни од вамо, едни од тамо и од проблеми од животот, што е многу, како да кажем, самиот живот е агресивен. Значи, животот е агресивен и луѓето затоа после мора по тоа да се повинат. Затоа доведува до тоа да не се интересира за комшијата што му е, како е. Така кај нас не беше. Јас некаде во Шведска сум била во Стокхолм пред едно 40 години и како што одев по улица со македонци едни, кои што живеат тамо, видов еден човек легнат и се грчи. И јас пружив рака да клекнам, да го фатам. И он ми вели, не, овај што живее македонецот во Шведска. Тука е секојдневна гледка. Застани од страна ќе видиш дека го прескочуваат. И си поминуваат натаму. Тоа што ние сега го дочекавме тука, во тие цивилизирани земји за кои што сонуваме, младите сонуваат да одат, да живеат, да работат, дека е тоа свет, Европа или не знам што, тоа пред 50 години се случуваше. Така да животот донесе, ветер ако дува во едното мало, го пренесува и тука расцветаните круши, јаболки, цветовите, мирисот и така. Па зарем урбаните места ќе ни ја убијат она што велат нежна, топла македонска душа? Зар градовите ни ја убија? Имаме ли шанси? Ја убија. Јас сум живеела во Тетово, сум пораснала во едно мало староградско. И сега ќе ми излезе книгата некаде февруар месец, ќе ве ја промовирам, ќе ве поканам, се вика Позлатени белези. Човекот како оди по патот, рассева од себе, траги остава, белези остава. Али затоа што се тие траги од детството, јас ги нареков позлатени. За мене најубавиот период. Кога? На улица сме растеле, со парцето лепче намачкано. Секој знаеме човек кога поминува кој е. Секој знае ова дете чие е. Секој знае што се случува во семејството на комшијата и да помогне. И да праша. Денеска више го нема тоа. Затоа овие урбани средини, овие донесоа можеби убавина, али за мене не толку многу, повеќе отуѓеноста е најлошата работа меѓу луѓето. Затоа се случува некој господин, да го речам, кој што на времето бил нешто. А видите, има една вистина. Како човекот старее, кога ќе го погледнат, веќе губи се она што бил порано.
како што реков ја, Римската империја се руши, таа тврдина, таа крепост. Тој бил крепост од личност, професионалец. Како остарел? Затоа и се повлекол така и останал. Веќе и средината не го прифаќа, не го цени. Па вие имате дотолку се иде семејството не го цени на стариот. Не го цени. Го смета више тој поминал, дека више нема вредности во него, за жал, до тоа се дојде. Така да, токму затоа, јас сакам да се вратам кон духовното. Може би материјалното ние многу не ќе можеме да го покриеме. Но ако се зафатиме со духовното, да има згрижени стари лица, да ја знам, нема ја да трчам сигурно по зградите, ќе има евиденција, кои се самци, како живеат, што, кои се мајки самохрани, кои што имаат дечиња, нема чевли да купи на есен, кои се повеќе детни семејства, јас сум седмо дете во семејство, кои што не можат да се обскрбат. Јас сум седмо дете, сиромавче сум растела, ама сум растела после војната, кога сите биле на исто ниво. И тие мои другарки, кои што биле по 200 години староседелци и имале до мојата куќа под Кирија некое куќиче какво такво од дедото, од прадедото, што јас сметав дека се, да речам, семејства богати од оџак, што се вика, и тие нема ја иста како јас. Ни чевли, ново фустанче, чекавме Великден. Сега не е така. И јас многу се разжалостувам ако во една средина видам да на ужина излезе детето, едно може има 100 динари во джеб да си купи бурек и јогурче, а другото стои од страна и гледа. Ако родителот не работа, едниот макар, а денеска се случува и два родители да не работат, како ќе му дадат на сабајле на тоа дете паричка да си купи геврек? Јас сакам, ќе станам градоначалник и сакам да ги обскрбам сите тие семејства. Грижа да се има, а материјално да се трудиме колку што може да се помогне. А да ви кажам, кога нешто ќе почне да се работа, пари треба, се наоѓаат пари. Се наоѓаат пари. Зошто таа општина со толку голем буџет, богат буџет, зошто да не може да двои, да речам, место ручеци, место патување во странство непотребно, место посета по кафани и цехови, зашто тие пари да не одат во еден фонд, да може и има и стопанственици, има таа општина голема. Што значи за еден стопанственик, ако на крајот на месецот издвои 100 динари или 100 евра или 200, а да не чека нова година, брашното кое му се расипува, да речеме, или зејтинот му истекнува рокот, едни вреки олкави книжни да направат и да им носат по луѓето. Тоа навредува. Мене би ме навредило на нова година, за 8 март, да речем, жените посета, за Божик, да ги викаат и да им даваат пакетчина и да им даваат гајби полни од самопослуга. Тоа е лицемерие. Секојдневната грижа, тоа е хуманото. Зошто да не се појача организацијата на Црвен крст на општина Карпош, цела година да работа примерно и да не биде таа за тие греота што немаат или не знам што, туку да биде организација која што е хумана и се обраќа на неа тој што има потреба. Односно, таа действува таму каде што има потреба. Значи, се треба надзор и се треба работа. Така да, затоа ви реков, не случајно, ако духовното ние успееме во општината да го согледаме и ние тоа да го соединиме, да бидиме едно езгро во смисол да си знаеме општината, да ја крепиме луѓето, да се крепиме меѓусебно, таа општина ќе процвета. Прво е духовното, па после е економското. Ние луѓето сме духовни битија. Пред се, ние сме животински свет, така е, но се разликуваме од добитокот. На него дај му да јаде, обскрби го и готово. Човекот и храната му е потребна, но паралелно, или мене пред храната ми треба, например, добар збор. Ми треба да знам дека некој ме почитува, дека ме сака, дека јас го сакам. Не е тоа љубов само меѓу маж и жена, љубов меѓу луѓе. Дека ме сака син ми, дека ме сака снаа ми, дека ме сака внучето. Тоа да осети дека јас го сакам. Комшијата, кој ќе се видиме една пријатност да има. Храната
е втора степен храната, не живее човекот за да јаде, туку да обстојува е храната. Јас така го сваќам живот. И јас така сум го живеела живот. И го живеам така. Како одат годините мои понатамо, јас се помалку го ценам материјалното, повеќе важност му давам на духовното. Што е духовното? Волјата во човекот. Желбата што ќе ја изјави во себе. Мислата што ќе ја створи после желбата. Тоа е духовното. Тоа е храната на човекот. Волјата на човекот е основен постулат за да може да живее. Како може без волја да живее? А има ли поголема духовност од волјата на човекот? Да се бори, да екзистира, семејството да му е добро, да има пријатели со кои што ќе се среќава, убави зборови ќе споделува. Тоа се и вашите мотиви? Моите мотиви, такви се, животни се моите мотиви такви. Ме разбирате? Јас себе си се изградив како личност токму во таа смисла. Имав една многу мудра мајка. Кога ја прашав мамова, Господ, кој е Господ? Како изгледа? Нема ли, ми рече Господ. Секој Господ треба да го најде во себе, го носи. Како да го најдам? Виделината што ја гледаш, тоа е Божјата убавина, тоа е ликот на Бога. Ликот на Бога е виделината. Без виделина нема ништо. Тоа е огромна сила, огромна мудрост, која што со векови се собира. Енергијата на веков не се губи, вика. Мудроста не се губи. Мудроста само се проткајува, се надградува. И таа е бескрајна. Човекот само треба да црпи преку Божиот лик, преку виделината. Во таа смисла сум јас воспитана, а тоа не е строго црковно. И секогаш ми велеше Библијата, кога ја читаш, немој буквално да ја разбираш. Таја бара толкување. Например, ми вели, Исус Христос кога одел меѓу болните и кога ги кревал, што не може да оди на нози, што сакаш, му велел? Сакам да станам на нози, да се исправам. Исправи се затоа што ти така сакаш. Ако прочитате, така е правилно. А не затоа што Исус Христос вели јас сакам. Туку му вели исправи се затоа што ти така сакаш. Затоа што имаш ти верата. Ти имаш верата, значи треба да веруваш. Тоа е една автосугестија која што е најаката работа кај човекот. Ме интересираат и натаму, иако сте жена, колку што можам да забележам со прилично голема енергија и ентузијазам, сепак ова се години кога човек си сублимира резултатите, полека се смирува, може би се оддалечува, а вие покажувате една огромна енергија и ентузијазам. Зошто? Зошто продолжувате? Зошто продолжувате да се занимавате? Па јас не можам да ја отфрлам енергијата од мене. Јас имам енергија животна. Јас имам енергија позитивна во мене. За убавина имам енергија. За екзистенција имам општа, мислам, на сите луѓе. Мотото што јас... Рековте материјално не ве интересира. Не веќе сте постигнале све што треба во животот. Тоа што сум постигнала и да што ви кажам... Што е тогаш мотивот и да ви кажам, кога ќе се вратам назад, не сум јас. Туку детето, кога е материјалното, не знае да го цени. Кога ќе стане зрел човекот негде зрелите години, од Бога е така дадено, трча по материјалното. Денеска, кога јас се повлекувам од тоа и велам, да се вратам уште еднаш, материјалното мене многу ме кошта. Ми има одземена од радоста на животот. Нерви ми има кинето. Да речам јас, несоници, станеш, се упуштиш во нешто, нели во трка си по материјално, сакаш ова да направиш она, тоа све го чини на човекот и здравието и расположението и му кине од животот. Да сум сега велам, тоа назад не. Ама тие години не остава самиот живот да бидеш смирен, равнодушен, да речам, и да речеш ова не ми треба, она не. Туку граби човекот, иде напред и граби во чекорењето. Така е од Бога дадено. Сега јас сум во години кога можам поинаку да размислувам. Можам рекапитулации да направам. Кога човек ќе почне да губи од семејството, од мајка, од татко, браќа, сестри,
животен сопатник, тогаш ќе види дека човекот со празни раци доваѓа и со празни се враќа. А бидејќи ги познава, знае колку труд вложиле во се она што се грижеле да го добијат, и мора човек да застане и да погледне, зар вредеше да се рече. Имате ли таа сила? Отскоро останавте без вашиот животен сопатник. Е па токму и затоа зборувам. Сега, јас сум многу години со него била, ние другари сме биле големи. Јас сум од дете со него, тој беше повозрасен од мене, сум пораснала со него и сум се оформила како човек со него, како личност, он голема подкрепа ми беше мене. И сега кога излегувам са бајле, Колку време бевте заедно? па околу 50 години. И кога излегувам са бајле од дома, на сликата му велам крепи ме. Кога одам, било каде да одам, твојата рака да ја чувствувам тука на десното рамо дека ми треба твојата подкрепа. Никој мене не може да ме крепи више како што он ме крепил. Јас имам подкрепа во синот, но духовната подкрепа која што заедно ја стваравме, да ви кажам, дел од тоа ми отиде со него. Јас повеќе на синот му треба како подкрепа отколку тој мене, затоа што сум релативно човек кој што држи, кој што може себе да се, како да кажам, духот свој да може да си го воскрева. Јас не давам никогаш да паднам. Односно, нема тој човек кој што во животот не паднал, не подклекнал. Но брзо се реорганизирам и се подкревам. Така да енергијата кај мене е нешто што сама од себе, колку ја трошам повеќе, таа повеќе мене двостручува, умножува. А замислите што би било да не бев уште енергија да нема во мене. Јас како професија релативно добро сум ја вршела работата. Јас исто така, имајќи енергија во себе, ете тие книги кои ви ги подарив, во моменти кога ќе си бев слободна, сама, сум ги стварала. Тие книги се илустрирани со мои слики. Значи, сем книгите и неколку изложби имам. Тоа е све резултат на тоа што... Какви книги се ова? Овие се книги, да ви кажам, јас сум дете бегалец. Да, родени сте во Во Егејскиот дел Егејска, ама сум донесена бебе во Македонија. 43. Бебе сум донесена, да. И тука се пренесени фактички носталгијата на мојата мајка и татко. Се што мајка ми зборувала како седмаче, јас последна со неја останав, фатена за прегачот, се што зборувала фактички не на мене, повеќето пред самата себе, јас све имам тоа тука препеано. И во таа е поезија, 2 книги има со есеи, во тие есеи така, и во поезијата ги има на егејски дијалект, со нејзини зборови. А овие слики? Овие слики се мои сите. Да. Значи, покрај пишувањето, Да, вие и се слики, занимавате и да. со сликарство? Да, кога имам време. Сакам да ви кажам дека јас и покрај таа моја голема енергичност, која ќе видите некој човек дека пишува, издава книги и дека слика, да знаете и да прифатите дека тој е и самотник во добар дел. Затоа што кога се ствара нешто, само во самотија тоа се прави. Бар јас така. Инаку не може. Во кафана, во некаде тоа е... Треба човекот да си се почувствува сам себе и да се најде во тоа што ќе си го искаже. Така да тука тие се носталгични пишуваници и носталгијата пренесена од моите родители во добар дел ме има оформено мене како личност. Една болка голема, но и убавина. И јас сум и многу благодарна на моите стари за тоа. Токму во новата книга, од детството кое што е, на места некаде и екзодусот е разработан и таа благодарност према родителите ја искажувам. И затоа јас во себе, од кога дојде плурализмот, се израдував што ние самостојна држава имаме, а знам што значи да имаш своја држава, свое место, односно, тоа го знаеш кој ќе бидеш прогонен, насилно скорнат од некаде. И затоа јас секогаш до денеска
ја држам страната на Македонија. Темелот на тоа не го менувам. Може да ја надградувам, само идејата моја према ситуацијата, времето како се врти, но темелот ми останува ист. И многу сум љута, и тука има во тоа пишувано, на дел од интелектуалците, кои што без темел, дали не можат темел да стават на својата мисла, на својот збор, на своето пишувано, само градат некои визии на празен простор. И имам тука напишано, и тоа важи и сега, иако е некаде од пред, може би 15 години, дека дел од нашите интелектуалци се виновни што сме ние денеска во една ваква ситуација кошмарна. Затоа што се однесуваат како, знаете, бумбари лепешкари едни што има? Ги знаем. Како деца сме застанували и ќе го гледаме и се чудиме. Црн малечок, таков корав, а 20 пати потешка, поширока лепешка од себе, приграбил на грбот или ја турка до дупката. Такви ние интелектуалци имаме, кои што сакаат кошмарни ситуации да прават, без темел во своите идеи. Тие не може да прават градби и надградби. Затоа јас сум се трудела секогаш да бидам тоа што сум, тоа што сум се изградила. И дел од тоа имам во овие книги пренесено. Господјо Куновска, ќе направиме кратка пауза, па ќе продолжиме со разговорот. Продолжуваме со разговорот со господја Куновска. Ми се допадна овој претходниот дел, сепак сте и може да се забележи тоа и по вашите дела, сепак сте уметничка душа и драго ми е што успеавме и тој аспект од вашата личност да го согледам. Но, мораме и да бидеме практични, а благодарејќи на времето кое го имаме овдека во емисијата, можеме и пошироко малце и поопширно да ги зафатиме работите. Господјо Куновска, општина Карпош е развиена, можеби една од најразвиените општини во Македонија, високо урбанизирана, која има потреби многу од строго техничка, професионална, покрај она што го зборевме од тој аспект, значи многу бара теренска работа, познавање, професионалност и стручност. Секако не постои школа за градоначалник, сето тоа се учи од никој не бил создаден како градоначалник. Ме интересира, иако е ова се уште рана фаза и предпоставувам дека и програмата се уште се развива, но дали имате некаков концепт, што е она што треба, како ќе пристапите кон општината и што е тоа што треба да се прави и работи во општината што им недостасува на граѓаните или не се ни свесни дека им недостасува? Не, апсолутно. Секој е свесен што му недостасува, од што има потреба. Реков јас 2 месеца сум меѓу општинските комитетите, местните комитети ги има 14. Така се собираат луѓето. И ние фактички програмата која што за 2 дена некаде ќе ја промовираме е резултат токму на нивните барања, на нивните потреби. Например, ние се зафативме за црквата и луѓето ќе речат што беше ова за црква се фати и остана. Не е точно. По потребите на граѓаните, вие рековте дека е урбана средина точно, урбана општина точно, но кажите ми вие за овие 10 години градоначалникот, што допринесе, што направи во таа урбана средина? Што има изградено? Што има изградено? Сем Влајко мостот тој, што го грде, го сече видикот. Кога ќе одите од... Они обично велат и нема што многу да се гради. Еве Сити Мол се изгради. Па Сити Мол не го градеше општината. Не го градеше општината. Кажите ми општината што градеше. Но може ли општината, има ли простор да гради нешто општината? Како мислите, простор во материјална или теренска, во просторна? И во просторна и во материјална. Како не, таа општина има дел каде што ќе се шири, еве сега економска зона е една, ќе се направи голема, спортските центри каде се прават сега? Така.
се имаме во план ние према програмата спортскиот центар околу тамо Борис Трајковски што е, па горе некаде до Злокуќани, вамо Бардовци, кои што се тие одлични терени, да биде импозантен во смисол толку богат, за да содржински мислам, за да не биде само локален центар, туку да биде место каде што ќе се слушуваат спортски настани од цела Македонија. Тоа е голема работа. Например, друго, ние согледавме младите, треба да се има слух за тоа, дека има социјални средини, млади брачни парови, кои што си имаат семејства, деца, кои што никогаш не може да дојдат до станови. Ние во овој проект имаме изградба на станови за млади, односно за семејства, со дечиња, се разбира, родители, не мора да биде млад по 20 години, 25 години, оние што имаат потреба, што се социјално малку поосетливи. Камо за овие 10-12 години еден стан таков да се направи во општина Карпош? Ви имате такво нешто? Да, имаме ние сега станови, тоа имаме ние, значи издействувавме, молевме за да такво нешто добиеме, но во соработка со владата. И од буџетот има работи на општината, буџетот на општината е многу богат, но без соработка на влада ние не можеме ништо да направиме. Што е вашиот план? Владата и Министерството за транспорт и врски конкретно околу овие станови. Например, имаме изградба на нов театар. Извинете, за становите, каде би ги граделе? Дали имате веќе конкретно размисла? Јас не може да имам конкретно, бидејќи го немам јас планот, урбанистичкиот план пред мене, кој што, нели, ако Но имате во план да изградите? Имаме во план да изградиме и каде се разбира, каде што има простор за тоа. Ви реков дека општина Карпош има огромен простор кој што не е искористен сега и кој што може да се искористи. Така да нема проблем за тоа. На старото место каде што е театарот ќе изградиме нов во соработка со Министерството за култура. Говориме за драмскиот театар? За драмскиот театар, театар. Гледате каков е. Никој целиот откор на таму, кој има бар едно реновирање направено таму, ништо. Ние нов ќе градиме. И тоа е обезбедено. Еве, имаме проекти во соработка со градот Скопје. Тука, например, за становите до рок 2015-17. Тоа се згради кои што не се градат така брзо, мислам за да може, но во рокот градоначалнички, тие со стамбените објекти за брачни парови. За млади брачни парови? Па млади, ја не разбирам, така. само од 20 години и 30 се млади, и 35 има едно дете, две деца, три деца, млад кој ќе се рече малце се навредувам себе, се искомплексирам, да. Сем тоа се приклучувам. Да, имаме изградба на старски дом, односно за пензионери, пензионерски дом. Добро. Тоа има потреба општината. Па говоревме многу и во првиот дел за осаменоста, за старите луѓе, како да... Тука е местото каде што старите ќе си го сретнат својот дух од хоризонтот на својот дух. Кај им плови. Тоа е најважното за да може он кој ќе се разбуди сабајле и да се стемни. Ме разбирате? Пак да не се враќаме на тоа, колку можевме, толку разглобивме работи. Младинските домови каде се? Јас знам дете гимназист кога бев во тоа време. Колку мене ми фалеше и чувам новина уште, дојде од Скопје едно интервју, младински дом да имаме свое катче. Тој младински дом може да биде исто, да речем ја со пензионерски клубови тука измешан, да не биде пензионери башка, млади башка, нека се и заедно, младиот без стариот не може и обратно. Мислам, потоа имаме... Кажете ми, добро, консултирайте се вие со она што си го имате пред вас. Бардовци имаме изградба на проекти. Имаме Влае, кога бевме, кој пат одиме пекаат, немаат пазар луѓето на таа релација. Немаат колите каде да ги паркираат. Ако не е решено... Зборите за Бардовци населбата, што сега... Таа, да, има изградба на економска зона, потоа има на локален зелен пазар, на раскрсницата тука, Злокуќани Бардовци, поради тоа што тоа има железница тука, може да биде економска зона добра, и кружен пат има. Значи е погодно местото. Еве, например, Влаја 1-2, кога одиме, пазар нема.
Помините вие во Влаја да видите дали имаат пазар луѓето. Дали- Кај одат на пазар? Да продадат или да купат? Дали општината, што мислите, дали вие би можеле нешто да помогнете да направите? Деновиве читаме за една друга трагедија, читаме и слушаме за постарите луѓе. Но дали сте свесни, дали допрело до вас, бидејќи често го сретнувам во вестниците кога им презентирам на гледачите, состојбата со студентскиот дом Гоце Делчев. Нема грејење, мизерни услови, нереновирано и така натаму. Дали сте размислувале, бидејќи тука има Тотална реконструкција имаме на студентскиот дом. Тоа е огромен зафат. Па огромен зафат е. Иначе тој ако го оставиш уште малце ќе се распадне, ќе треба нов, а тој да остане како страчарница таму. Тоа го имаме. Значи јас сега да не земам да ви ја презентирам програмата поред, имаме систем за загревање, спомнавте независни системи за загревање, за ладење. Тоа ете проект е тој 2013-2016, уредување на коритото од левата страна на реката Вардар. Шеталиште да се направи, тоа е еден комплекс да биде цивилизиран, а не да те е страв тамо да поминеш од кој ќе почне сонцето да заоѓа, нели? Тие работи се тие покриви, например, да се заменат со азбестни плочи, што се. Има згради кои што се сосема фасадите руинирани. Вака, само да појасниме. Говорите за зградите кои имаат кровови од оние бетонско-азбестни... Азбест, да, со циментни табли да се заменат. Табли, затоа што тие азбестните се канцерогени, а се уште стојат. Тие се уште стојат и во има и во, значи, спортот, околу спортот, културата, здравството, ама не мислам вечерва да земам. Не, секако, не е промовирана ова, не е промовирана програмата, која што околу 60 има проекти. 60 проекти. 60 проекти, мерки, зафати со рок и пари од каде се обезбедени. Пред се, реков ја, има проекти кои што буџетот зашто е. А слушам буџетот некаде 2013, слушам, не сакам да шпекулирам, дека е веќе во добар дел истрошен. Добро. Од буџетот нека се троши, ама нека се инвестира. Моето мото, мојот слоган, и кога се нафатив за Карпош, чувството мое јас од порано кој ќе го поминев пазарчето тука Буњаковац натамо, јас чувствувам како да влегувам во некој простор кој што со невидлива ограда е ограден. Како тоа? Ете така. Јас мислам овие години сите Карпош се гетоизира, затоа велам невидлива ограда. Се затвори сам во себе. Градоначалникот ги подели луѓето на СДСМовци и ВМРО-овци. И што направи внатре? На едните што може по нешто ЕТБ им прави, например, водоводната канализационата мрежа треба да се обнови тамо, ете ќе се вратам па на лафот. Тамо е канализациона мрежа Тафталиџе 1, 2, други населби од пред 50 години, кога после земјотресот, кога се градени бараките за едно семејство, 4 члена. Сега има по 15 луѓе живеат, доградби, надградби. Ако тогаш била предвидена, например, таа населба, било која населба, за 5000 жители, сега 15-20 живеат таму. И канализационата мрежа поради проток на време, застарена, а исто и капацитетот не одговара. Јас куќа правам тамо во Карпош, на Париска, тоа е централно место, убаво место, канализацијата за никаде. До некаде направена, од некаде навамо не, тоа е, значи канализационата мрежа имаме во предвид да ја обновиме со тоа што како градоначалник. Вие сте родом од Карпош, баш од Карпош? Јас не сум родом, јас сум егејка. Од село Добровишта, Костурска. Живеете во Карпош? Јас живеам во Карпош и куќа градам, односно работам во центар, моето, бидејќи фамилиарната состојба така, моето движење е и центар и Карпош. Но јас сум во Карпош, жител сум на Карпош. И градам куќа во Карпош. Јас имам имот пред над 10 години во Карпош, поради проблеми фамилиарни, не почнавме порано да ја правиме куќата, иако беше на план. А како студент имам живеено во Карпош, кај мојата сестра на Букурешка. И затоа и приликите, и убавината, и неубавите работи на Карпош ги знам и ги чувствувам. И сакам
да ви кажам сега да продолжам вамо кај застанав, дека сегашниот градоначалник, место да ја обнови канализацијата, таму каде што може, таму каде што е најургентна, тој или бекатон им постелува озгора, или им асфалтира со некој така тенок слој на асфалт. Тоа не е работа на градоначалник. Градоначалникот не може тековно да одржава. Тоа е летаргично. Заспива така општината, тоне во сон. Каков сон? Губитник е граѓанинот. Мојот, затоа да се вратам на слоганот, е да го вратиме градот, Карпош во градот. Таа несоработка на градоначалникот со градот Скопје. А што е општина Карпош и другите општини? Туку дел од езгрото на градот. Градот има едно езгро. Никој не смее да го двои и што велам јас со невидлива ограда да го затвори тамо некаде. Немаше никаква соработка со градот, а од градот ние, еве тука проекти што имаме, црпиме средства, кои што не ги црпиме поради не знам што туку, затоа што ни следуваат. Од владата ние бараме, ако бараш и ќе добиеш. Владата затоа е за да тоа што е потребно дади по општините, односно по граѓаните. Таа несоработка со владата и со градот доведе да општината е летаргична. И затоа ја велам да го вратиме Карпош во Скопје. На Карпош да му ја тргнеме лошата маскара која го грде со бекатон цигли. Тоа и селските стрништа го надминаја. Тротоарот бекатон. Му треба цигла, малтер, му треба економски подем. Ако вие во едно место, во едно семејство, дома, еве како јатка, економски подем мал да има, тогаш има и социјален, и духовноста, да речем здружувањето, врската меѓу луѓето е подобра, воопште и културната дури, и менталната. И тогаш нема старци по 3 дена некаде да останат сами да умираат, а деца во школа да нема 5 динари, 50 динари да си купи геврек. Тоа е врската меѓу духовното и економското. Тоа го ствара животот. Не можете, пред малку реков, да го издвоите вие лебот, само леб да јадем, а духовното го нема. Нити се живее само од духовното. Таа комбинација не чини нас луѓето битија, кои што сме многу различни и совршени према другиот свет. Сум имал гости двојно помлади од вас кои биле кандидати за градоначалници, но и двојно повеќе поапатични. Ме изненадува вашата енергија и ентузијазам што го носите. Навистина, бидејќи добивам сега еден сосема поинаков печаток. Како и сите кога беше спомнато вашето име, од многу причини се посомневаа дека едноставно вие ќе бидете жртвено јагне, дека битката за Карпош е изгубена и дека господја Куновска само ќе одигра улога во некоја епизодна улога каде што да се покаже имаме сила, колку толку, па да се обидеме джентлменски, витешки, да се бориме и така натаму. Но од ова што го слушам од вас, вие прилично сериозно сте ја сватиле работа. Јас никогаш во животот жртвено јагне не сум била, ниту сум допринела некој да биде жртвено јагне. Јас, фала на Господ, имам во себе способност да можам самата да ги проценам работите, кој зборува, како зборува, мене воопште не ме интересира, јас сама одлучувам за се. Ако проценам, како проценам, така. Значи, фала му пак на средината во која што сум живеела, семејството, еве да речем и на Бога, имам способност да створам мисла во себе. Таа мисла да ја изразам и да ја бранам. Ако јас немам верба во себе, не можам да верувам дека или верувам дека сум жртвено јагне, јас никогаш не би се нафатила да бидам кандидат за градоначалник. Се нафатив затоа што не верувам во тоа, ова е непобедив, ова е ваков, она е онаков. Се руши. Односно, не се руши, јас нема никого да рушам. Се подлегнува на промени. Се има свој крај, природен, нормален. И тоа што го велам не е негативен тој крај, позитивен е. Да ве прашам, што очекувате?
кога ќе почне кампањата. Прво да ви прашам, дали сте спремни да се соочите со градоначалникот во дуел? Како мислите во дуел? Пред малку, како што реков, коси да се скубиме со зборови? Не, да седнете, видите да ви кажам. Јас сум размена излегувала на телевизија, Да. али намерно да напаѓам. Зошто? Затоа што човекот што сум го напаѓала, јас никогаш не сум барала да бидам тој, неговото место да го имам. Не ве разбирам. Па ме разбирате. Не ве разбирам. Ако напаѓам некого, сум се одлучила да го напаѓам и негативни поени да влечам за себе, затоа што немам намера да се устоличам некаде. Ете, тој што го напаѓам да го скорнам и јас да седнам таму. Значи, намерата ми е само да напаѓам и добра сум кога напаѓам. Во овај случај, зошто да напаѓам? Значи, Со напаѓање ја нема да го скорнам, него ти си ваков, ти си тако, ти си неубав, ти си ова, ти си она. И он мене ќе ми врати тоа. И што сме направиле? Ние сме... сметате дека не би било продуктивно таков дуел да имате меѓу себе? Нека имаме, али не со напаѓање, бре, луѓе малку цивилизацијски. Сите луѓе навикнале, чекај овие двајца, деме ќе се спотепат. Зошто да се спотепат? Ја имам своја програма. Затоа што градоначалникот на Карпош важи за прилично жесток човек, па дури го гледавме како и на некои мои колеги овде од телевизијата, знае да им се згне онака и така натаму. Така да, што викаат онака, знае да биде тежок, упорен и валкан играч. Слушајте да ви кажам, јас сум професионалец. Сакате да ми кажете дека уличарски испат имаше точно како што беше. Јас животот сум го поминала со уличари, со криминалци, сум се справала со нив, само има една разлика. Како адвокат. Тие никогаш немале намера градоначалници да бидат. И сум ги толерирала, сум ги прифатила како такви. Но намерата нивна биле се горди што се уличари или криминалци. Да знаете, горлем дел од нив се така, горди на својствата што си ги имаат тие манири. Никој од нив не сакал градоначалник да биде, па да му сметаат тие манири, да речем. Како сега, јас ако седнам со некој кој што наспрама мене, поаѓаме во црква, имаме една цел, кој ќе ја постигне тој. Зошто ние уличарски да се однесувам? Ако јас му речам него, слушај, онај влајко што го изгради жива срамота е, во цела општина нема ни еден објект, тој само грдее таму. Зашто он мене да ми се налјути и да ми се врати, да ми рече, слушај ти вака или онака? Што е факт? Што е факт? Што мислите? Вистина е тоа. Видите, ќе биде кампања, ќе има и размена на идеи, но и ќе има и прљава игра, тоа добро го знаете, особено како адвокат сте го виделе во судници, тоа како може да бидат, каква реторика може да се подигне или да се спушти. Ме интересира, што мислите, кога би ве напаѓале, каде ќе ве удираат? Зашто ќе ве удираат? Боксерите кај ги удираат под... Која ви е слабата точка? Немам слаба точка јас. Во смисол, никогаш до сега не сум нокаутирана така да некој се осуди да ме нападне и нокаут да ми даде. Знаете зашто ве прашувам? Јас не влегувам тамо каде што во дуел, во расправија тамо каде што не можам да се справам. Јас имам една мана или да речам доблес. Проценувам кога можам и докаде можам со зборувањето, со однесувањето. Ако јас не сакам да влезам во некој, ете така, да речам јас малограѓански однос во справањето, во разговорот, противната страна не може мене да ми се приближи и таков однос да има со мене. Не давам јас. Едноставно ќе си остане во монолог тогаш. И он губи, не губам јас. Затоа ви реков, ако јас излезам пред телевизија со намера некого само да напаѓам, а за себе негативни поени да собирам, но тоа ми е целта и немам никаква друга цел. Само да напаѓам. Тоа не е исто како и сега. Спремна ли сте за игри каде што ќе ви се вадат разни работи? Например, кој јас немам Јохан. Што? Јохан. Кој Јохан? Јохан Трчулов. Што? Па ете поврзувањето во врска со неговото апсање и така натаму. Немам јас врска со тоа. Знам, ама ја тоа го знам. Јас не бев тогаш министер за правда, па да му ја тури вреќата на глава. Други беа тоа време. Господјо Куновска, Да? јас само вадам дел
Затоа што кога објавив на Facebook, мене ми е тоа добар лакмус да видам, бидејќи тоа има околу 23.000 фанови. Да. И кога објави веста имаше пофалби, но имаше нели критики кон вас. Апсолутно. Едно од работите ја извадија ова. И мене ми е тоа симптоматично, бидејќи очигледно опозицијата ќе користи некои работи. Нормално ќе има извртување на факти, извртување на тоа и така натаму и така натаму. Затоа зборам, човек Да го може спомневте, Љубе иде некако, бидејќи Љубе сум му била Бошковски. бранител. Али Јохан, само сум го видела, сум присуствувала на судење во Хаг, кога бев Љубе да го видам во затворот. Дали сметате дека А инаку немам ништо со него, јас. Љубе Бошковски може и Јохан Дарчуловски да бидат употребувани, извртувани факти во врска јас да би сум се си била коректна. употребат против Јас вас? сум била коректна како адвокат кога бил Љубе. Тоа ми било моја желба. Јас сум идела и во Хаг со мои средства, со мои пари, сум го бранела без пари, сум зедела 10 дена во Пула, патот сум си го платила, ни динар не сум зела, значи јас све моје сум плаќала. Не дозволив господјата негова да ме однесе а ме молеше, ајде излезиме во пицерија или не, јас не сум дошла за тоа. Повели да идеме поручек да го посетиме, тоа може. Сакам да кажам, толку коректна сум била. И во таа смисла мене никој не може. Јас сум го бранела Љубе тогаш, затоа што сум сметала дека и дел од мене е во Хаг, дел од Македонија. Дека е неправедно што во цело тоа се што се случи, да речам ја, од учека станаја министри во влада, завзедоа позиции, а овај отиде, сгрешил, не сгрешил, не е важно, во Министр Хаг. за внатрешни на Република Добро, Македонија. али отиде единствено во Хаг. Така. Никој од албанците или од другите кои што можеа да речеме, да предпоставиме дека може, не отидоа. Затоа јас мислев и кога излегував на телевизија и тука и на Сител, ја велев дел од Македонија е во Хаг, луѓе. Не го браниме Љубе, ние браниме дел од Македонија, ја браниме, и така беше. Но затоа Љубе од кога се врати од Хаг, јас не сум се ни видела. Кога бев јас во Хаг, се погоди роден ден да му е. И тој го чувствуваше дека ќе излезе од затвор. И ми рече дека председателската кампања ќе продолжи таму кај што застанал. Јас му реков не. Нека дај Господ ти врати се назад, здуши се со народот, она за духовното што го зборува. Толку години беше одвоен, најди се себе меѓу нив. После, ако дојди редот, кандидирај се за било што или како, но сега не. Тој кога дојде директно за председател, па партија формира, и јас се сретна и ме покани, и кога беше го номинираја за председател или Председателски да, кандидат. и ме покани Добро. лично по телефон, ја му реков не доваѓам. Сети се на муабетот што го зборувавме. Го покани мажот ми мој, ја реков нема да дојде ни он. Исто мисли како и јас. Синот мој кој што му беше во екипата на адвокати за одбрана, реков нема да дојде ни тој, а жена му негова која што доваѓаше кај мене и велев, мислам, срамота. Оваа влада вас ви даваше карти да одите без пари со авион цело семејство и ти 2 пати месечно да спиеш со него. И дојде ред сега да се напаѓа. Јас не сакам да зборувам натаму. Ако некој, јас ако продолжев, да речем да бидам во партија негова поддршка, но јас не сум до толку неосвестена. Јас знам работите во контекст на тоа, кажувам, до кај може да одат, до каде не, по моја мерка. И затоа ви велам, до сега, јас не сум била нокаутирана, затоа што не сум дозволувала. Јас внимавам во однесувањето со луѓето, сем намерно кога сакам. Се што зборувам, само ако сакам ќе го кажам. А штом го кажам, значи сакам да се слушне. А тоа што не сум сакала да се слушне, никогаш не сум го кажала. Пред неколку години, кога беше оној легендарен дуел овдека, тет-а-тет, Да. со вие бевте во првиот ред, од другата страна беа СДСМ, но во публиката, во првиот ред, директно во вас гледаше вашата внука. Да. Кажете ми, како се чувствувавте во тој момент? Дали почувствувавте дека
она намерно дојде токму заради тоа да ве гледа во очи како противник и иако не делувавте поколебано, но ме интересира малку. Видите, внуката, јас ја знам од кога се родила. Ние имаме близок однос. Таа не дојде за мене. Таа беше и Оливера исто близок пријател на Бучковски. Она дојде подкрепа на него да му даде. А тоа што ме гледаше, тоа не ме гледаше за да ме прекорува или нешто. И она знае дека Имате коректен однос? многу коректен однос имаме ние. Успеавте и покрај политичките, А, идеолошките Боже, зашто разлики? Ма какви идеолошки политички? Јас се радувам да Дали го чувствувате дека во земјава, дека луѓе се толку закрвени на таа однос, во тој однос? Не. Господјо Куновска, не ви имплементирам ништо. Мене ми е драго што го слушам ова дека вие со вашата внука Ние многу имате убаво живееме, да. Но тоа е убав пример наспроти реалноста, каде што имаше дури и препораки да нема дечко и девојка или бракови од едната со другата партија. Свесни сте тоа дека го се правеше? Простаклук. Јас не сум и таа не е тоа. Таа девојка која ме почитува мене, девојка за мене, велам јас, што се рекло бебе. Тука во семејство ми се родила и братчето нејзино. Тоа ми се мои драги деца и ќерката нејзина. Тие толку се сакаат и со син ми, секогаш се заедно, сите прослави и сите тешки моменти. Минатата година кога беше маш ми тешко болен внукот, таа, што да ви речам, има чувство према стрикото, иако тој никогаш не бил СДСМ, секогаш бил на страната на ВМРО, како и јас, на страната на Македонија, ќе речем, јас ќе оставам ВМРО. И ние, тоа што она политички си е определена така или онака, ние не дискутираме. Имам јас од семејство луѓе, кои што, еве, така определени, не ми се јавуваат и по телефон сега. Порано ќе ми се јави, шо правиш, како, нешто. Сега не ми се јавуваат, јас ги разбирам. Може би мислат дека некој од нивните телефоните им ги слуша, па да нутре му речат, ти она кандидат ти на неа. Јас тоа никогаш не би чинела. Тие мене ми се драги, јас прифаќам, нека живеат и во, да речем, и во Карпош, нека излезат, да излезат прво на гласање, нека гласаат за СДСМ. Јас не се лутам, затоа што се радувам кога човек може да се определи и да држи до својата определба. Тоа е добро, тоа е гордо. А ние ако ќе се сретниме на радосен момент или на некој тажен момент, пак сме си наши, тоа све останува другото надвор. Тамам работа ние возрастни луѓе, ако за припадност или да ги дома да внесиме таков раздор. Јас никогаш тоа не би дозволила и такво нешто нема. Баш ми е драго што е тоа така и нека биде ова позитивен пример и порака до сите. Поздрав и до вашата внука и многу ми е драго што Софија е прекрасна во однос на хармонија. Јас знам, соседи бевме до скоро. Да, мислам девојчето нејзино, Матеја, братчето нејзино, Јаков, тоа се мои деца. И тие така ме третираат мене како своја. Добро. Да речам, тука нема грешка во однесувањето наше. Господјо Куновска, ја ви благодарам што запознав многу аспекти од вашата личност, бидејќи обично политичките интервјуа и емисии со политички конотација секогаш се строго определени за темите и така натаму. Драго ми е што отидовме малку повеќе од тоа, зборевме и за човечкиот лик и драго ми е што бевте искрени и отворени. Искрено да ви кажам, едва и чекам и се радувам на следната средба, барем за едно месец дена, која сигурно за едно месец дена која ќе биде, кога со целокупната програма, со севкупната програма ќе бидете гостина, може би евентуално и некаков дуел овдека да има на идеи, се едно. Боже мој, јас сум секогаш отворена, релативно искрена, нема човек апсолутно што е искрен, и таква сум во однесувањето. Јас и кога одам по местните сега комитети, јас никогаш не зборувам чисто само кампањата. Ќе кажеме и некоја приказна, нешто и ќе се насмееме, ќе се прекориме. Мислам дека разговорот губи и така човекот не може да го прифати разговорот ако е само сувопарен.
само за одредена работа. Секогаш треба да има нешто повеќе да се каже од она што, па живи луѓе сме, нели? Во момент може и примеса да има разговорот и од култура, и од политика, и од љубов, и од смрт и све, и така е. Ја ви благодарам. Ви благодарам и на вас што ме поканивте и да се видиме и друг пат. Секако. Почитувани гледачи, тоа беше првиот дел од емисијата. Ке направиме една пауза од 5 минути и потоа ќе продолжиме со стандардниот дел од емисијата. Драги мои, повторно во живо од студиото, насмевкава ми е од писмо едно, само што го отворив мејл еден, дај, ќе се расположи и режијата. Слушај, пишува вака: поздрав до вас, господине Јанко. Сакам да ве замолам, ако знаете, да ми одговорите на следно прашање. Ве следам секој вечер и само пофалби, но преку интернет и од неодамна сликата е во 3D, а одличен глас. И да напоменам дека само на овој канал е така, останатите се нормални. Благодарам однапред, поздрав до целата екипа. Ја би сакал и јас, ако може емисијава да ја следам во 3D, навистина не знам на што мислите под 3D, но во секој случај интересно се расположи цела режија. Добра реализација. Очигледно нешто сликата му е дали дисторзирана, па така ја опишува како 3D или нешто слично, навистина не знам. Океј, драги мои, така, значи првиот дел од разговорот со господја Куновска, едно запознавање, ова не е ни севкупно нели презентирање на програмата на за кампањата за градоначалник на општина Карпош, за тоа ќе имаме и доправа уште време и следното гостување сигурно ќе биде многу по-детално со многу попрецизни разговори. Секако дека и во тоа ќе ги вклучам и граѓаните на општина Карпош, ако имаат и своји забелешки или своји прашања или своји барања за во врска со тоа. Така и ќе правиме секако во наредниот период, ќе има доста кандидати. Секако писма се упатени и до сите можни политички субјекти кои ќе учествуваат. Иако знаете вие добро дека емисијата е под бойкот од страна на опозицијата, значи врвот, раководството на опозицијата им забрани на своите членови да гостуваат во емисијата. Ја сепак мене и законот ми налага и моралот и етиката ќе прво сега упатувам јавна покана, усмена јавна покана, бидејќи исто ќе биде валидно, бидејќи јавно го изговарам ова и има своја тежина. Значи, покана до сите заинтересирани од опозицијата за гостување и за презентирање на нивните членови да достават навремено список и на нивни кандидати во наредните денови. Тоа не може да биде бесконечно, тоа се 7 работни дена според законот. И секако и писмено ова ќе го испратам, за да може и телевизијата, бидејќи телевизијата мора да направи програмски план, затоа што тогаш потоа ќе биде прилично густа целата програма и ќе мора професионално да се одговори на предизвиците, бидејќи изборите не се мала работа. Јас ќе ја почитувам секоја одлука, кој сака да дојде добре дошол, кој не сака да дојде ќе го почитувам неговиот избор, а во секој случај ние ќе си работиме онака како што си работиме. Професионално ќе ги презентираме она што е во најважен интерес на граѓаните. Но има време за тоа.
Она што во меѓувреме се случуваше од да ги започнам пред да ги презентирам вестниците и спортските резултати. Денеска имаше неколку спортски надпревари интересни за спортската јавност. Прво, во Купот на нациите, Алжир и брегот на Слоновата коска игра 2-2, а Того и Тунис исто заврши нерешено 1-1. Се играше и коло од премиер лигата во Англија, Арсенал Ливерпул 2-2, Евертон Вест Бромвич Албион 2-1, Норвич Тотенхем 1-1. Фулам Вестхем Юнайтед 3-1, Манчестер Юнайтед Саутемптон 2-1, Ридинг Челси 2-2, катастрофа за Челси, само погледнете до 87 минута Челси водеше 2-0. Но Фондре за 3 минути ги реши. Исто така се играше и Ел Класико во рамките на Купот на Шпанија, Реал Мадрид, Барселона 1-1. Ете тоа се овака поинтересните надпревари кои се одиграат денеска. А што се однесува до вестниците, одиме со горната камера, па да видиме што донесуваат. Одиме првин со Нова Македонија. Бугарите во Втората светска војна се фашисти и окупатори. Грчки учебници по историја. Освоената Грција се подели на 3 зони: германска, Крит, Атика, некои острови од Егеот и поголемиот дел од Македонија. Бугарска, делови од Источна Македонија и Тракија, и италијанска, преостанатиот дел од Грција. Во Источна Македонија политиката на бугаризација што се обидува да ја спроведат бугарските фашисти предизвика бунт на грците, кој заврши со масовни убиства, пишува во гимназискиот учебник за 3-та година. Дали и сега ќе прогласат дека е ова антибугарски или ширење омраза? Ја добив еден вестник кој ми испрати еден вестник кој се вика Охридска Бугарија, во кој стои еден наслов. Филмот Трето полувреме е пример за ширење омраза против бугарите. Барање на Аман стигна пред пратениците. Ниту ефтината струја не го враќа СДСМ во собранието. Универзитетскиот професор Саво Климовски предлага законските измени да се стават на дневен ред во најкраток можен рок, за да имаат пратениците време да ги разгледат. Професорот исто така посочува дека со ставање на дневен ред на бараните измени ќе се види дали опозицијските пратеници ќе се вратат